На брифингот кој што го одржа вчера, доктор Нинат Коцик строго го осуди некоректниот вокабулар на одредени политички фигури. Многу силно сакам да изреагирам и на она што се случуваше пред изборите и после изборите со закани од типот ќе видите после 15 и уцени и истиот вокабулар од одредени политички фигури продолжи и после изборите. Сакам да изразам јавно незадоволство, односно осуда на таквиот вокабулар без разлика од кога доаѓа. Доктор Коцик дополни дека како функционери треба да се борат за заедничкото добро на сите луѓе, без разлика дали се согласуваат или не, тие треба да представуваат пример за сите останати граѓани. Закани, уцени и навреди треба да се заборават и ги повикувам да прекинат со таквата практика. Граѓаните кои што биле уценувани или им се некој заканувал, ги повикувам да се охрабрат и да таквите нелегални активности ги пријават на надлежните институции, затоа што оваа држава ќе биде и правна и регуларна во однос на законите, почитувањето на законите. Инаку, како што известува доктор Коцик, коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, ќе се фокусира пред се на економски напредок, просперитет, правда за сите, подобро здравство, понатаму екологија како и дисциплина.